Колеги пратеници, денеска на дневен ред имаме предлог одлука за разрешување на член за Комисијата за избори и за именување. Навистина еден скандалозен момент кога пропуштаме една сериозна прилика да докажеме дека навистина знаеме да бидеме држава, европска држава, и еден ден кога да знаете дека задавате сериозен удар на Македонија, на демократската култура која што ја градиме во Македонија и на уставниот поредок. Затоа што во ово обраќање ќе сакам да се обратам на два моменти. Првиот момент сакам да зборувам за иднината, односно што е она што ќе дојде, а вториот дел е за незаконското разрешување. Пред да зборуваме за незаконското и недаловничко разрешување на член на комисијата, би сакал да позборуваме и да обратиме внимание на она што следува, затоа што сите знаеме зошто е овој театар во собрание. Сите знаеме дека тоа е поради изборот на уставни судии. Сакам малку да застанете и да размислите која е улогата на Уставниот суд. Ако го погледнете Уставот на Република Македонија, ќе видите дека собранието е највисокиот законодавен дом. И така видел Уставот. Председателот ја представува Републиката. Владата ја представува извршната власт, а судската власт се остварува преку судовите. Уставниот суд се наоѓа надвор од оваа поделба на државната власт. Уставниот суд не припаѓа овде. На Уставниот суд не му е местото помеѓу игрите од законодавната и извршната власт. Целта на Уставниот суд е да го штити уставниот поредок. Целта на Уставниот суд е да ги штити односите помеѓу различните видови на власти. Тоа е основа, тоа е темелот, тоа е рбетот на републиката, на независноста, на суверенитетот. И вие го напаѓате токму тоа. И погледнете го парадоксот. Се вели дека Уставниот суд треба да ги заштитува односите помеѓу различните чинители на власта од актуелната политичка власт. Целта на Уставниот суд е да ја штити уставноста и уставната поставеност на власта од дневно-политички теми. А вие токму разрешувањето го наметнавте како дневно-политичка тема, дека доаѓа како резултат на промената на местата и на бројот на пратеници. Токму она што треба да биде заштитено од Уставниот суд, парадоксално е причина за да биде избран Уставниот суд. И на тој начин, со неделовничката промена на господинот Фадел Зендели како член на Комисијата за избори и именување, вие правите огромно прекршување и удар врз уставниот поредок на Република Македонија. Го рушите уставниот поредок, со тоа ги подривате и нашите амбиции за членство во Европската Унија, затоа што, верувајте ми, кога гледаат, знаат на кој начин ние успеваме да ги компромитираме токму оние органи кои што треба да се грижат. Затоа што Уставниот суд не создава право, ние го создаваме. Уставниот суд не одредува што е право, ние одредуваме. Меѓутоа, Уставниот суд одредува што е неправо. Тоа е целта на владата на Зоран Заев. И зошто ќе речем Зоран Заев? Зошто ќе речем Зоран Заев? Не Ковачевски, ќе ви објаснам подоцна. Тоа е целта, затоа ви е потребно целосно да биде заштитено оваа доминација на извршната власт која што има над законодавната власт. И ве жалам, навистина ве жалам, колеги од мнозинството, затоа што се обедувате и правите вакви недаловнички вратоломи, кои што било кој ако ги погледне ќе свати во каква ситуација се доведовте. Погледнете ја само предлог одлуката. Само погледнете ја предлог одлуката. Првиот член на кој што се повикува, членот 114 од деловникот, вели: собранието врши избори, именување и разрешување на носители на јавни и други функции на начин утврден со Уставот и со закон. Во ред? Ајде, да кажеме дека имаме два начини да го толкуваме ова. Вие не убедувате дека извршува јавна функција и затоа го разрешуваме. Меѓутоа, ајде да ги видиме двете опции. Едната опција ќе не упати да го видиме Уставот. Уставот во членот 61 вели: собранието на Република Македонија е представнички орган на граѓаните, носител на законодавната власт. Организирањето и функционирањето на собранието се уредуваат со Уставот и со деловникот. А деловникот во членот 108 ви кажува дека секој избор мора да дојде од Комисија за избори и именување. Во ред, ако тргнеме по другиот пат,
Ако не убедувате дека го разрешуваме затоа што е носител на јавна функција, па самиот Устав вели дека пратеничката функција е неспојива со вршење на друга јавна функција. Вие по таа логика треба да ги разрешите останати членови кои што се појавуваат во истата комисија. Уставниот суд треба да биде тој кој што ќе овозможи на никого да не му биде дадено повеќе власт од онаа власт што ја има со Уставот. Уставниот суд е тој што ќе определи дека нема повисок акт од Уставот, нема повисок закон од законот и дека никој не смее да биде над Уставот, над законите, онака како што му е определено според Уставот и според законите. И токму тие принципи гледаме дека се прекршуваат овде, кога се повикувате на невидени преседани, се обидувате да тргнете член од Комисијата за избори и именување. Зошто? Непотребно. Целосно непотребно. Затоа што вие пропуштивте да ја кажете на јавноста една работа. Кога зборувате за Комисијата за избори и именување, вие цело време и целата дебата оди кон насока дека Комисијата ќе го изврши изборот. Не е точно. Пленумот го врши изборот. Пленумот. Вие јасно кажавте дека во пленумот имате мнозинство. Што значи тоа? Тоа значи дека ниту еден предлог на Комисијата за избори и именување нема да помине доколку не биде за тоа согласен пленумот. Тогаш, која е потребата да правите вакво неделовничко упаѓање во Комисијата за избори и именување? Има само еден одговор – целосна партизација. Затоа што, ако имаме Комисија за избори и именување која што сме ја формирале, и тоа на првата седница е формирана, погледнете си ги материјалите, на првата седница е формирана комисија, тоа беше трета точка, мислам, на првата седница. Ако имаме сооднос на силите каде што опозицијата има поголем број на членови во комисијата, меѓутоа тој предлог треба да заврши овде на пленумот и да добие зелено светло од вас, каде е проблемот. Зошто ве плашеше да влеземе во еден процес во кој што ќе се избереа уставни суди кои што се консензуални, за кои што се согласни и власта и опозицијата? Затоа што немаше никаква потреба да има промени во комисијата доколку вие не планирате на истата да поминат строго партиски кадри, со што ќе го нарушите основниот уставен поредок во Република Македонија. И затоа уште еднаш апелирам, ако имате барем малку достоинство, зафатете се со кризите и со проблемите кои што ги има во Македонија. На ваков начин, со вакво неделовничко менување, не можете со разрешување да променувате одлука која што била донесена на првата седница. Не можете да спречувате процес за избор на уставни судии само затоа што сакате да поставите целосен монопол врз нивниот избор. Вие сте пленумот, вие го имате мнозинството. И уште една работа ќе ви кажам. Имајте во предвид дека уставните судии кои што треба да се изберат овде, затоа што многу зборувавме за мандатите, уставните судии ќе имат мандат од 9 години. Мандатот од 9 години, голема и значителна мерка го надминува нашиот мандат, затоа што помина половина од мандатот. Половина од мандатот ви помина со јавен долг зголемен за повеќе од 2,5 милиарди евра, ви помина со 4 кризни состојби, ви помина со криминали, ви помина со скандали, ви помина локалната за датум за Европска Унија. Ај што ви помина на вас, така ви помина. Меѓутоа, замислете сега, остатокот од 2 години сакат да го злоупотребат за да изберат уставен, да влијат врз изборот на уставни судии, со што ќе се намали кредибилитетот токму на оној орган кој што произлегува директно од Уставот, затоа што Уставниот суд и организацијски и структурно не произлегува од собранието, тој произлегува директно од Уставот. И вие со овој напад го напаѓате директно Уставот и последиците ги трпиме сите. Уште еднаш ќе ве замолам за малку разум. Немојте дополнително да ја компрометирате нашата и така осетлива ситуација кога станува збор за владење на правото и за демократија. Немојте дополнително да ги уништувате нашите позиции како држава. Ваше пленумот никој не може да избере уставни судии без
мнозинство во пленумот. Нема потреба на овој начин грубо да се партизира и она што остана малку кој што треба да го чува Уставот, а тој е Уставниот суд. Ви благодарам. Има збор претемничката Јадранка Поцкова, повеле.